Изборите носат посебна возбуда. Партиските штабови функционираат како драгстор, врие од членови, подржувачи и симпатизери. Сите сакаат да видат таму во миговите кога се очекуваат резултатите, за во победнички амбиент да се дочека триумфот. Каква е атмосферата во СДСМ? Одговорот е никаква, тука нема никаква атмосфера. Ако таму владееш тама, тогаш е нормално да биде еуфорично во спортивниот табор. Расположението е на високо ниво, скандирања и традиционални извици како поздрав за успехот, кој очекувано се прелева пред Белата палата и на улиците на главниот град. Пред штабот не се симна ниту еден истакнат член на партијата, па остана нејасно зошто ВМРО ДПМН постави бина од која не се обрати никој. Демонтажата е можеби сведоштво дека нешто во меѓувреме се случило, па локацијата за прослава е сменета. И тоа не просторно, туку во главите на опозицијското раководство. Изгледа дека процесот на стабилизација, па консолидација, има ефект. Јас стварно мислам дека ова успех. Избори, чекајте. Да. Резултативе ви се успех. Да, резултатите ги сметам за успех, да. Да. Чекајте, уште еднаш. Да, овие резултати јас ги сметам за успех. Исходот сепак е мерлив и се искажува низ бројки, но и тие понекогаш не може да бидат баш докрај точни, ако постојано се потсетува на значењето на математичката прецизност. Таа сепак знае да потклекне пред политичката. На последното интервју реков на советничките листи дека ќе биде околу 350, а градоначалничките 370, 80, 90, не би бил изненадени со 400.000. Од она што може да се забележи, ВМРО ДПМН освои 301.835.000 гласови. Негде околу 43-44%. По проценти, ВМРО ДПМН вчера добиле 34% од гласовите. Ако прогнозите не се остварили и постои очигледна дискрепанца, тогаш е едноставно јасно каде тие проценти и бројки се прелеале. Само тоа треба и да се констатира. Вие не го гледате позитивниот тренд на опозицијата и растот на СДСМ, кој победија во советите во Богданци, Крива Паланка, Крушево и Центар. И на крајот, откако сите прогласија победа, време е да се чуе кои се причините за таквиот исход од изборите. Од кој градин кога земаш дете? Од тие ново изградени Максо што ги изгради? Немам од ново изградени градинки. Практичните примери како овој покажуваат дека неостварените очекувања дури на поддржувачите се во очигледна конфронтација со партиските директиви, па и на тие за гласање. Тоа е всушност и причината за тоа што сите прогласија победа, дури и во поразот.